Не знам зошто ЕУ и НАТО мислеа дека Путин е блефер. Дека тоа што го зборува нема да го направи. Сега знаат дека не е блефер. Ги матира како Боби Фишер, шах, мат. Овде само ќе кажам едно. Никој не се сити на страдањата на украинците, ама баш никој. Повеќето македонци се ситат на неспособноста и немоќта на ЕУ и НАТО кои патем се укакаа од реакцијата на Путин и неговата решителност да заштити Русија. Путин беше принуден вака да реагира. Еве и зошто. Америте 5 пати го прекршија договорот со Горбачов од 1990 година кога ветија дека НАТО нема да се проширува кон Русија. Во 5 наврати тие се проширија. Кој ќе Амер ти вети, тоа е. Тоа значеше нуклеарни бази и ракети на само 150 км од Русија. Имате една војна база, да кажеме, на НАТО на 150 км од Санкт Петерсбург. Кога во 1962 година пак Хрушчов постави ракети на Куба, Америте побудале од страв. Светот беше пред атомска војна, ви текнуе. Исто му беше сега и на Путин. Русија, како и секоја друга голема сила, има свои сателити и марионети кои се бафер држави пред незините граници. Таа функција ја имаше и Варшавскиот пакт на времето. Секој руски владател, ако не е Квислинг, би реагирал исто како и Путин доколку некој се обиде да ја избрише таа тампон зона пред Русија. Но точно како дојде до војната во Украина. Народе, чуј и почуј. Во 2014 година ЦИА со помош на невладините организации и со помош на тешки манипулации вадат на улиците на Киев 200.000 луѓе незадоволни од прорускиот демократски избран лидер Јануковиќ, за кого гласаа скоро 10 милиони гласачи. Но брзо тие протести стануваат крвави кога платеници на ЦИА отвораат снајперски оган на демонстрантите и нормално за тоа е обвинет Јануковиќ и неговите органи на редот. Джабе тој се обидуваше да докаже дека украинската полиција не пукала во својот народ. ЕУ не икеше да го слуша и го обвини дека е диктатор кој мора да замине. Докажано е подосна откако е симнат од власт дека платеници на ЦИА пукале во народот. САД потоа инсталираше свои луѓе во украинската власт. Путин се повлече зашто знаеше дека тогаш уште не е доволно моќен финансиски и не беше моќен ни воено за да започне војна и се рече чекај јас ќе се тргнам, ќе ги оставам малце Америве да се тртат и нека ја одржуваат тие контролата по евентуалниот конфликт. Така ги остави САД да ја преземат Украина преку марионетска влада и да почнат да истураат пари за натоизација на Украина. И тие американците истура пари, истура, се тура. А за тоа време Путин тајно ги помагаше русите во Донбас и ги подготвуваше за она што го планира. САД тогаш почна да гради војни објекти и бази кои имаа за цел да спречат возвратен удар, доколку еден ден САД ја нападне Русија со нуклеарки. Демек ние вас ќе ве гаѓаме, ама вие да немате време нас да ни вратите. Путин ова добро го знаеше и почна да го опоменува светот. Знаеме што правите, тавариши, престанете, тоа нема да го дозволиме. Последен пат ги замоли да не го прават тоа на 21 декември 2021 година. Ама тогаш Америте се направија глуви. И тие продолжија да си тераат по своето, истура уште пари во натоизација на Украина, и тура. Ама украинците почнаа да ја губат контролата врз Донбас. Путин тогаш го повлече најсериозниот потек. Боби Фишер направи референдум на Крим, на кој 95% од народот се изјасни дека сака со Русија. И тогаш почна востанието на русите од Донбас, откако во Одеса се случи масакрот на 80 руси кои се живи запалени во еден објект од украински националисти. Украинците се неспособни да воспостават контрола на Донбас со целата американска помош. Се создадоа линии на раздвојување, Украина ја изгуби целовитоста и тоа траеше со години. Потоа украинците беа бесно подбуцнати од САД да им одземат одредени уставни права на русите и тогаш украинците им забранија на русите употреба на руски јазик. Замислете ние овде на албанциве да им забраниме употреба на албански јазик. И америте тогаш сваќаа дека џабе истураат пари ако украинците не го повратат Донбас и како нецеловити со одцепен Крим зад грбот не може да ги тура такви во НАТО. И тогаш америте почнаа да ги притискаат украинците. Заземете го пак Донбас, заземете го Донбас. Удри на тоа русите, удри, тоа нека ви биде прв чекор пред да удриме на Крим. Удрете по русите, инаку нема веќе пари да ви даме. Удри по русите, удри. И овие тогаш им поверуваа на американците и распоредија 60.000 војници околу Донбас со намера да ги нападнат.
И тука почнаа постојани напади на руското население во Донбас, кои траат цели 8 години. Ама за тоа време Путин што направи? Во 2017 година го врати целиот надворешен долг на Русија уште од советско време и ја стави Русија на здрави нозе, и руската економија и воената машинерија, и конечно беше спремен да удри. И ги удри. И кога ги удри, им го исклучи светлото у глава, нема светло. И тоа знаете кога ги удри? Кога никој не го земаше за сериозно дека ќе ги удри. Иако им кажуваше со години, ќе ве удрам, берете памет. ЕУ, НАТО и САД сега се во шок и треба да бидат у шок. Прво тоа што ги удри, нели, кој ќе те удри Путин, тоа удрена. И второ, од тоа што наместо да удри тамо во Донбас, кај што сите го чекаат да удри, тој презема тотален напад на Украина од повеќе страни. И за 60 на часа прегази 70% од Украина и стигна до Киев, нели, и до Одеса. Да, паниката на ЕУ и НАТО беше апла видлива. Джабе се обидуваа да ја скријат со дерење. Путин е лош! Ние сме ангелцињата! Путин е лош! Ние сме ангелцињата! За оваа војна се виновни само САД. Тука нема дилеми. Само лоше ја проценија силата и решителноста на Путин. Затоа сега врескаат ко теткици. Добре дојдовте во новиот свет на новата блоковска поделеност. Редно беше, ќе речам. Студената војна се врати и добро е што се врати. Од и тогаш светот беше по-безбеден и ќе биде уште по-безбеден ако стане полицентричен, а не ваков еднодимензионален и никаков. Америте од Путин добија да запамче воспитна шлаканица. Сега ќе мора малку да прилегнат и да размислат како понатаму со светот и во светот.